Благодарам, председателя. Ако може за почеток да го замолите премиерът да влезе в сала. Да ми се стопира времето, замолувам и премиерът да влезе в сала. Така се надам дека премиерот да влезе во салата, се надам дека сега нема да ги стави слушалките ново, па да слуша некој подкаст или некоја, или може би музички номери, дека ќе си работата тоа да ги слуша говорите на нас, пратениците. Значи, прво ќе се осврнам на некои работи што беа кажани во неговото експозе. Ова е четврто, значи, поред. У суштина е едното исто, ова му доаѓа као една третина, малку искратено од претходните што беа. Значи, повторно се истите фрази. Една од нив е окрупнувањето. Ние гласавме за разрешување на замениците министри со 62 гласа. Зашто? Значи, вашето укрупнување уствари иде надолу. Почнавте со 64, па 64, па еден момент 65 и сега сте на 62. Понатаму, многу често се споменува, нели, така наречениот чист македонски јазик. Македонскиот јазик е чист уште од 70-тите, само тоа на вас не ви е јасно. Но сега е проблематизиран и треба да знаете, се надевам знаете, ако не знаете прашите го Маричич, ако не знае Маричич прашите некој друг. Јазикот се утврдува во Европската унија со поглавје 34. Ние немаме ниедно поглавје отворено. Значи вие имате многу работа додека да стигнеме до таму. А верувајте, кој што тргнала работава ќе бидеме блокирани уште у старт. И сега да се осврнам на главната уствари причина зашто наводно се случува, нели, ова окрупнување, тоа е таа рокада од алтернативна алијанса, а тоа е наводно таа така наречена европска коалиција или европски фронт. И јас тука ќе кажам дека всушност се работи за антиевропски фронт. И ќе ви кажам зошто. Затоа што тие две партии не може да излезат од значи матрицата на политичкото насилие и закани на кое што сме навикнати 30, а посебно 20 години, значи од 2001. На почеток уште новиот лидер на Алијанса за албанците излезе уште пред да влезе во влада фактички, валјда како загревање за неговото гласачко тело, со некои изјави за наводни радикализации, нереди ки имало вака така, на кој што се надоврзаа колегите потоа од алтернатива кои што беа набркани, нели преку процесот на окрупнување беа всушност набркани од парламентарното мнозинство, и тие се надоврзаа со барање за чисто етнички, значи, општини, за чисто етничка територијална организација, која што беше демантирана, иако закаснето, задоцнето, значи неколку дена подоцна. Јас мислам дека тука се работеше за калкулација и ќе ви кажам и зошто. Тоа е затоа што таа идеја не потекна всушност од алтернатива, туку потекна од Алијанса. Значи се работи за некој извесен Арбен Фетаи, тоа е некој висок функционер во Алијанса, кој што во неговата, значи, колумна во весникот Лајм зборува, внимавајте, за македонски енклави во современата македонска држава. Тој зборува за македонски енклави кои што биле формирани со територијалната поделба, значи 2004, кои што го нарушувале албанскиот територијален континуитет, дека Охридскиот договор бил мртов и дека ни требало чисто етничка организација, нели, на општините, за да не се нарушил, нели, тој албански територијален континуитет. Така да вие тоа не го демантиравте. Очигледно се работеше, пак ја кажам, за калкулација. Кога искалкулиравте дека треба да изолирате алтернатива, као демантирате, но оваа многу проблематична колумна никој не ја демантираше. Значи не можеме да излеземе од таа матрица на политичко насилие и закани. Не можеме останатите партии во парламентот кои што имат етнички албански презнак да се прават поголемо дуи од дуи и никако да сватат
дека никогаш нема да бидат поголемо дуи од дуи. Значи, не можете вие да се борите, вие во просторот околу националните прашања, не можете да се борите, единствено што можете, и то имате чист пенал, да се борите преку социјалните прашања. Значи, да ги фатите дуи од лево. Јас, например, често идам на социјалните мрежи и каде што има, да речеме, постови за дуи, гледам коментари, еве ја ви уверувам, 98% се негативни коментари. И секогаш негативните коментари, тоа зборам од албанци, и секогаш негативните коментари се од социјална природа. Чи не ги запустивте селата, не ги запустивте градовите, ослепевте од корупција, се исели младината и така натаму. И сега, тоа не се артикулира во Собраниево, не се таргетира, а албанските партии мислат дека нивни непријатели се всушност левица или остатокот од опозицијата, и дека као низ некоја кошкање туку во парламентот со нас, ќе добијат некои политички поени, а всушност е обратно. Требаше да сватите дека ваш непријател е Дуи, да се обедините и можеби, тој си најверојатно Дуи веќе немаше да биде толка фактор на политичката цена, но затоа сега сте всушност декласирани и, како што кажав, и минатиот пат, Дуи ќе исплива чисти од целата оваа лакрдија со играње пинг-понг со алтернатива и алијанса. И за крај сакам да порачам дека да, сега за разлика од претходните 20 години ќе бидете прозивани секогаш кога ќе покажете антидржавничко однесување, значи доста е веќе, на народов му е преку глава, и сакам од оваа говорица значи да порачам дека ниту македонскиот народ, ниту ние не ви се плашиме. Ако сте сериозни за тие радикализации, почнете ги уште утре. Најсериозно. Значи може да идеме сега на ручек, да направиме мала пауза и почнете војната уште утре. Зашто народот му е преку глава од користење на таков вокабулар. Никој не ви се плаши. Ви благодарам.